Здраво дечки, јас сум Кика Авеира и со оваа серија видеа се обидуваме да ви помогнеме вас да ја донесете најдобрата можна одлука за тоа на кој факултет и на кој смер да се запишете. Денеска сме на медицинскиот факултет во Скопје, на УКИМ, и ајде да видиме што се случува тука. Јас сум Ернест Никочевиќ, ВД председател на студентски парламент на медицински факултет и ви посакувам добре дојдете на еден од најстарите факултети во земјава, медицински факултет во Скопје. Медицинскиот факултет е високообразовна установа во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Основан е 1947 година како втор по ред факултет во рамките на универзитетот. До дипломската настава на медицинскиот факултет во Скопје ја изведуваат 36 катедри, чија цел е стекнување на знаења од базичните и клиничките медицински науки како предуслов за изведување на соодветна здравствена дејност. До дипломската настава на медицинскиот факултет се изведува преку 5 наставни програми: општа медицина, 3-годишни стручни студии за дипломирани медицински сестри или медицински техничари, дипломирани радиолошки технолози, дипломирани логопеди и дипломирани физиотерапевти. Студиската програма по општа медицина представува интегриран циклус на студии во траење од 6 години, односно 12 семестри, и опфаќа 5 групи на предмети, и тоа општообразовни предмети, предмети од природните науки, предклинички предмети, клинички предмети и предмети од јавното здравство. Основната цел на оваа студиска програма е оспособување на студентите во примената на научните и стручните достигнувања во областа на превенцијата, диагностиката и терапијата на одредени заболувања, промовирање на здрав начин на живот, што се во склад со добрата научна и клиничка пракса. По завршувањето на овие студии, студентите се стекнуваат со титулата доктор по медицина. Останатите студиски програми се организирани во 3 години, односно 6 семестри, каде што по завршувањето на соодветните студиски програми и одбраната на соодветната дипломска работа, студентите се доздобиваат со титулата дипломиран медицински техничар или медицинска сестра, дипломиран радиолошки технолог, дипломиран логопед или дипломиран физиотерапевт. Здраво, јас сум Стефанија Митровска, студент сум на општа медицина при УКИМ, факултетот во Скопје. Кога одлучив да студирам медицина, многумина беа зачудени од мојот избор, бидејќи никогаш не сум била стриктно научен тип на човек, од секогаш сум имала поголем афинитет кон уметноста. Меѓутоа, тоа што мене ме влече кон медицината или мојот главен порив да го студирам ова е тоа што ја доживувам медицината како уметност на живење. Би се запрашале зошто ја доживувам медицината како уметност на живење, или можеби на некој би му зазвучило премногу ренесансно за да биде вистинито, но јас тврдам дека тоа е така. Зошто? Почнувајќи од тоа дека еден доктор, за да биде вистински добар и успешен и истакнат во тоа што го работи, не е доволно да поседува само темелни знаења во однос на патолошките и физиолошките механизми на човековото тело. За еден доктор да е вистински добар, треба да биде сеопшто образован човек, да биде алтруист, да биде филантроп, да биде психолог. Тоа е многу важен аспект, бидејќи многу значаен дел не само од диагнозата, туку и од превенцијата и од третманот на пациентот е познавањето на човечката психа и меѓучовечката комуникација. Па така, тоа е исклучително важно во нашата професија. Освен тоа, сметам дека секој доктор е и даскал. Значи, едукативната компонента во нашата работа не е центрирана само на оние луѓе кои што ќе решат да се надоградуваат себе си во професорската фела, туку сметам дека сите како идни лекари имаме должност да вршиме едукативна дејност во општеството, при тоа очувувајќи го здравјето на индивидуите и општественото здравје. Значи, на секој степен треба да биде вклучено тоа во медицинската заштита, и примерниот, и секундарниот, и терциерниот. За разлика од голем дел од другите професии, во медицината немаме класично работно време, кое што е 8 часовно. Значи, во медицината работното време е перпетуално, тоа не престанува.
нашата дејност ја вршиме 24 часа, 7 дена во неделата. Докторот е задолжен да несебично го споделува своето знаење и професионална експертиза во корист на здравјето на општеството и на здравјето на луѓето. Сите овие постулати кои што досега ги кажав се моја лична огромна мотивација да го студирам ова и да се замислам себе си како иден лекар. Сега нашиот факултет ја дава она основа, теоретско и практично знаење за да вие продолжите во да се развивате како успешни лекари со сите други сегменти на кои што лично ќе работите. Едукативниот систем на медицинскиот факултет во Скопје трае 6 години и е организирана програмата во два дела. Првите 3 години се главно фокусирани на теоретска настава, нели се состојат од институтски предмети, каде што вие се збогатувате со едно темелно знаење. Најпрвин од правилната анатомија и физиологија на човековото тело, а понатаму откако ќе изучите како телото нормално треба да функционира, продолжувате своето знаење да го развивате во насоката на како болестите се создаваат, како тоа што е нормално преминува во абнормално. Значи во овие 3 години вие создавате основата која што понатаму ќе ви дозволи да научите како тоа вие би го лекувале. Веќе од третата година па натаму, студентот по медицина почнува вистински да ја доживува медицината. Значи, ако овие 3 години ние сме се билдале со теоретско знаење и на моменти дури самата сум се нашла во ситуација конфузна каде што викам чекај, јас што учев, веќе на ништо не се сеќавам. Кога ќе бидеме при крај со институтските предмети, веќе таа сложувалка доаѓа при нејзино финализирање и гледаме една совршена слика за тоа како функционира човечкото тело. За однатаму да почнеме да се раскјаваме нешто уште поубаво и по-ново, а тоа е практичниот дел од наставата, каде што клиничките предмети, освен теоретскиот дел кој што е исто неопходен, вие сте дел од секојдневното функционирање на клиничкиот центар во Скопје. Значи, можам да кажам дека професорите, асистентите и целиот персонал на клиниката се максимално вложени за нас да ни обезбедат средина каде што ние би ја доживеале медицината како вистинска наука и би станале и активно би го граделе своето знаење. За да постои активен процес, треба да има желба за учење од едната страна и желба за предавање на тоа знаење од другата страна. Значи, и имаме таа чест и привилегија да учиме од извонредни професори кои што својата едукација ја стекнале и во рамките на нашата држава, но и надвор од границите на Македонија. Меѓутоа, еден многу главен елемент е проактивниот студент и таков и мора да биде студентот по медицина за да биде вистински успешен. Ќе ја назначам разликата од нашиот факултет и другите факултети, бидејќи тука голем дел од професорите не има единствена дејност професорската, туку тие активно секојдневно работат во склоп на клиничкиот центар. Меѓутоа и покрај тоа, значи секогаш се достапни за консултација со студентот, помагаат во нашиот процес на едукација и заедно со нив и со нашите асистенти редовно ги одржуваме вежбите. Вежбите не обучуваат за практичниот дел од нашата работа. Во трета година почнуваме да имаме допир со пациенти и професорите се оние кои што буквално како да ни ги ставаат мускулите или гумите кога влегуваме во таа длабока вода, бидејќи не се лесни тие почетоци и добро е покрај себе да имаш толку искусни професионалци во полето. Истото е и за институтските предмети. И професорите и асистентите се многу посветени на усовршување на нашето практично знаење. Јас сум Симона Видина, запишана сум на смерот радиолошки технолози и сум прва година. Во однос на овој смер, што можам да кажам е дека се учи 3 години, односно се 3 годишни студии, 6 семестри. По завршувањето на овие студии, студентот се здобива со титула дипломиран радиолошки технолог. По завршување на студиите, студентот може да ја продолжи својата доедукација на повисоко ниво, односно на постдипломски студии во доменот на различни области од радиологијата, како магнетна резонанца, компјутерска томографија
и слично. Во однос на предметите кои што ги изучуваме, се изучуваат голем број на професионални предмети, базични предмети, општествени предмети, изборни предмети, кои што ни помагаат да стекнеме вештини во нашата една професија. Исто така важно е да се напомене дека е вклучена и практичната настава, која што ни е од голема корист за совладување на материјалот. Јас се запишав на овој смер пред се заради љубовта кон медицината, нормално хуманоста. Потоа ме интересираше општо анатомијата и физиологијата на човековото тело, промените кои што можеме да ги видиме, да ги забележиме, кои што се важни за поставување на диагнозата или следење на терапија, а исто така ми се допаѓа и фактот што живееме во ера каде што технологијата се развива многу брзо, а со тоа напредуваат и бројните радиолошки техники, апаратури и тоа возможува доста да се доедуцирам во мојата една професија и да бидам со чекор во време. По завршувањето на студиите, дипломираниот радиолошки технолог, освен тоа што може да работи со обична рентген апаратура, односно снимање на скршеници, односно на основните работи, тој може да се занимава и со специфични области од радиологијата, односно да биде вработен на одел кај за магнетна резонанца, во нуклеарна медицина исто така се многу застапени, каде што работат со најразлични изотопи, вршат 5 испитувања, исто така радиолошките технолози поседуваат и знаења во областа на радиотерапијата, па така се сретнуваат и во делите за радиотерапија, каде што ја аплицираат пропишаната терапевтска доза на докторот. Јас сум Македонка Танасовска, медицинска сестра. Ние на тој смер медицински сестри техничари изучуваме многу предмети кои што го изучуваат човечкиот организам и патологија, а како најважен предмет се издвојува здравствена нега, кој е всушност оној предмет кој што не подготвува за едната наша професија. Смерот медицински сестри техничари е 3 години плюс 2, после третата година, четвртата година е специализација, односно за специализирана медицинска сестра дали да работи на хирургија, интерно или некоја друга област. Петата година е магистратура. Поголемиот дел од наставата е практична настава, односно пракса, каде што ние студентите активно се вклучуваме во работата која што треба да извршуваме по завршувањето на студиите. Односно, извршуваме некои вештини кои што ни се потребни, како што се физикални прегледи, диагностички методи, ставање на инекции, ставање на инфузии, земање крв и друго. После завршувањето на студиите, дипломираната медицинска сестра може да работи во било која клиничка установа. Дипломираната медицинска сестра се издвојува од медицинските сестри со завршено средно стручно образование, со тоа што може да се надоградува професионално, односно да се стекне со функција како одделенска медицинска сестра или главна медицинска сестра. Исто така може да работи во образовниот процес како едукатор на вежбите кои што се извршуваат на медицинскиот факултет. Јас сум Михаела Јакановска, запишана сум на смерот за логопеди при медицинскиот факултет во Скопје. Тука студентите имаат шанса стручно да се обучат во полето на логопедијата. Во текот на 3-годишните студии, студентите можат да се оспособат темелно за анатомијата и физиологијата на човечкиот апарат, на говорниот човечки апарат, говорните пречки, како и нивното лекување. Како едни од најглавните предмети би ги издвоила основи на логопедијата, која ги изучува бројните оштетувања на говорот, како што се дискалкулија, дизортографија и пелтечењето тука припаѓа. И тука исто студентот се обучува за тимска работа како дел од тимот за рехабилитација на пациентот. Понатаму, патологија на говор, глас, слух и јазик, како и рехабилитација на истите. Она што според мене е најважно е дека предметите ни нудат доста пракса, каде што можеме многу добро да ги стекнеме вештините за работата. Логопедите можат да работат во голем број на институции, од болница па се до училиште, можат да работат и во мултидисциплинарен тим и можат да работат и индивидуално. Сметам дека една од најглавната причина
која што јас и дел од моите колеги се запишавме и се одлучивме за оваа една професија е љубовта кон децата, односно желбата да им се помогне на децата и дури и на повозрасните, кои не можат целосно да се разберат со светот околу себе и не можат точно да објаснат и да кажат што мислат и чувствуваат. Јас сум Фери Исик, студент на Медицинскиот факултет на оделот за физиотерапевти, 3-годишни стручни студии. Физиотерапевтите во првата година се стекнуваат со основното знаење за локомоторниот систем на човекот, со нервниот систем на човекот, така да стекнуваат базично знаење за тоа како човечкиот организам функционира. Исто така ги стекнуваат и првите стручни предмети, клиничка кинезиологија со кинезиометрија, каде што тоа е одскочна даска за сите останати предмети кои следуваат во втора и трета година. Дипломираниот физиотерапевт може после да работи како физиотерапевт на секоја клиника, значи од неврологија, гинекологија, ортопедија, кардиологија, секаде каде што има потреба за рехабилитација постоперативно и предоперативно. Го одбрав овој смер од причина бидејќи сум долгогодишен спортист во карате, сакав да бидам дел од медицината и сметам дека физиотерапијата како е одлична гранка каде што мене ќе ми помогне да си исполнам својата желба, да бидам дел од медицината нормално. Колку и да се големи книгите по медицина, вистинската медицина е секогаш поголема и никогаш не може да ја собере во тие илјадници страни. Меѓутоа, ве мотивирам сите и ве поддржувам да се запишете на медицинскиот факултет, бидејќи е одличен избор за ваш личен раст и за допринос кон општеството. Тоа беше тоа од Медицинскиот факултет. Кликнете subscribe тука долу за да добивате нотификации за останатите факултети. Кликнете овдека за да ги видите претходните видеа од претходните факултети и се гледаме наскоро. Чао, чао!